Главниот град претрупан со ѓубре. Контейнерите кои се покрај стамбените згради беа преполни со купови смет, кој буквално излегуваше надвор и паѓаше на улица. Најлонски кеси, купишта ѓубре, преполни контейнери. Па дури и остаток од намештај. Ова е реалната слика која што можеше да се види пред дел од стамбените згради во центарот на градот. Скопје никогаш не било повалкано, алармираат граѓаните. Велат наместо за време на викендов, но и рано наутро кога нема голема раздвиженост да се исчисти, а комуналните предпријатија ги нема никаде. За денешната за жал грда слика, граѓаните не бира зборови згрозени од гледката. Немам зборови да ви кажам, ситуацијата е катастрофална. Комуналните предпријатија треба според вас почесто да работат? Секој ден треба ѓубрето во оваква ситуација да се собира. Ни еден ден не треба да се изостави тоа нешто. Тоа е многу важна работа, се шири смрд. Контейнерите сите се преполни на земја, ѓубре овде, на сите страни. Заразата е тук. Ние како граѓани почитуваме, све правиме како што треба. Ама чистотата на прво место. А тоа е на прво место. Тоа е жива зараза. Тоа е невидено, да ви кажам наискрено, толку многу сум револтирана. Толку од секогаш ми смета ништо. Ние од една страна се бориме со коронава, а од друга страна корона на глава ни стои се, па воздухот е страшно нешто. А за тоа никој ништо не превзема, за жал. Веќе четврти ден не била помината комуналната служба да го собере ѓубрето, велат граѓаните. Не гледам дека некој чистење прават. Гледам валкано не само во вашава населба, туку и во другите. Па срамота е, нели е тоа срамота од комуналец? А нон-стоп кажуваат улиците ги мијат, дезинфицираат, прават 300 работи кои што ги кажуваат, ама на дело не се гледа ништо. Сега нова жешкост. Купови контейнерите се преполни, гледам. Секаде се преполни, еве, видите, еве и на таму ја во кулите живеем и таму се преполни. Не можеш да го отвориш контейнерот да ставаш ѓубре. Кај да го ставаш? Тоа паѓа доле. 61 часовниот карантин, освен што ги преполни контейнерите, ги преполни и маркетите. Гужва имаше, но некако изминативе денови. Граѓаните велат дека едва чекале да излезат, затоа што како што велат се осеќале како затворени животни. Дома сме затворени како животинчиња. Тие што имат балкон, ќе излеземе малку на балкон. Тие што немат затворени се цел ден. Седам дома. Како издржавте? Тешко ли беше или? Мене не ми беше тешко, па таа не знам на друго. Или вие па навикнати по дома? Да, навикната душа по дома и за тоа. Па јас да ви кажам искрено, 78 години сум, не сум излегла до сега. Ова ми е прв пат што излегувам. И додека граѓаните се гушат во ѓубре и смрдеа, директорот на комунална хигиена минатата недела рече дека ќе работат само до 16 часот, зашто не добиле дозвола од Министерството за информатичко општество да работат додека трае полицискиот час. И токму затоа контейнерите низ Скопје беа преполни со ѓубре, а зашто во нив немаше доволно место, сметот беше расфрлан по тротоарите и по улиците.